Здруженијето на пензионери на Кочани по долгогодишни активности го обезбеди идејниот план и целокупната техничка документација за изградба на идниот дом за стари лица, кој патем да кажеме според најавите ќе биде од регионален карактер. Ќе се простира на локација кај старата касарна на корисна површина од 1000 метри квадратни. Проектот е дело на проектанската куќа Вектор од Скопје. Проектот за дом за пензионери е проектиран со капацитет од 156 лица, односно проектиран е со капацитет од 66 двокреветни соби, 12 еднокреветни соби и 6 апартмани, со сите потребни пратечки простори кои се неопходни за еден таков објект кој што треба да биде објект за живење на стари и изнемоштени лица. Освен стамбените простори, проектирани се простори за дневен боравок, за слободни активности на пензионерите, како и ресторан со кујна и медицински пратечки простори. Исто така проектирани се и сите потребни технички простори за одржување на објектот и подземни гаражи според законските прописи. Просторот беше доволен и според зададената проектна програма и зададениот баран капацитет кој требаше ние да го задоволиме со нашата проектна документација, сето барано е задоволено и објектот како таков ги е проектиран со сите законски и потребни простори и капацитети и со големини на простори, така што може реално со неговата изградба да одговори на потребите на неговите идни станари. За архитектите од Кочани ова ќе биде спој на традицијата, урбаното, современите потреби на идните станари, луѓето од третото доба. Ги исполнуваат сите потребни архитектонски и градежни услови, зашто архитект Александар Гицов истакнува. Тие направија напор и подготвија една безпрекорна техничка документација која ни е донесена во форма така како што налага законот и така како што ние очекувавме однапред одбраната фирма за да ги изготви бараните и квалитетни податоци. Сега бевме сведоци при отварањето и утврдувањето на содржината на проектот, кај што освен бројот на копиите кои што ни е доставен, ги имаме и сите ревидирани, посебно по фази оценки, кај што може само да кажам дека се работи за високо квалитетно оценети технички податоци и во делот на фазите, а во делот и на архитектурата немам повеќе да зборувам заради тоа што оставено е и останата е во целина идејата која цело време ја очекувавме од квалитетната креација на проектантот Тимев. Во сабота во просториите на Здруженијето на пензионери Кочани ќе се одржи јавна презентација на идејното решение за домот за стари лица во Кочани, на која се очекува да присуствуваат и министерот за труд и социјална политика Диме Спасов и председателот на Сојузот на Здруженијата на пензионерите на Македонија Драги Аргировски. Инаку да кажеме дека учеството на општина Кочани во овој голем и значаен зафат на пензионерите од Кочани е голем. Општината обезбеди локација и бесплатни комунални услуги за градба, со што даде свој придонес во понатамошната реализација на домот. Исто така се вклучи и во обезбедувањето финансиски средства од програмата на Источниот плански регион, каде што општина Кочани редовно партиципира како нејзин